Добро вечер во уште едно издание на Диезепамче со Мими Мирчевска. Вечер со нас е професорот доктор Теодор Арсов, генетичар. Професоре, добро вечер и благодарам што гостувате во овој подкаст. Добро вечер и благодарам на поканата. Денес е 25 април, денот на ДНК, меѓународниот ден. Еве, тоа не беше планирано, меѓутоа е коинцидентно, ако има коинциденции. Професоре, ДНК или гените се нешто најинтересно. Велиме дека можеби кај луѓето нашата ДНК не разликува од целиот останат жив свет на планетата. Некои имаме сини очи, зелени и кафени очи, велиме, тоа не е генетика од нашите предци. Што е во суштина накратко генетиката, што е она што треба да знаеме? Видете, не сум сигурен дека всушност генетиката или наследната информација која што ја имаме како човечки вид, всушност значајно не одвојува од остатокот од светот, бидејќи всушност јазикот на кој што се запишани информациите за тоа како се прави живот, така да кажеме, тој е универзален јазик уште од почетоците на планетата или на еволуцијата. Дури едноклеточните организми, на некој начин бактерии, имаат ист јазик на кој што е запишана информацијата. Се разбира дека таа со текот на времето, со текот на еволуцијата се усложнувала и се организирала на покомплексен начин. Меѓутоа, еве, например, ако погледнеме и до најблиските видови до човекот, например шимпанзата или некои други видови на мајмуни, всушност примати, всушност разликата во ДНК како број на букви кои што се различни помеѓу човекот и тој друг вид не е толку голема, е релативно мала. Така што е всушност тоа во комплексноста на целата таа информација која што го прави човекот човек и го одвојува од останатиот свет со своите, да речеме, или интелектуални функции и така натаму, тоа останува се уште определена мистерија. Што е тоа толку мистично во гените? Велиме дека денеска еве и многу заболувања, многу состојби кај луѓето, некако медицината ги повикува гените. Например, најчесто ќе ве прашат во фамилија сте имале ли таква состојба, но ние фамилија можеме да знаеме до дедо па и прадедо, но претходно не можеме многу да знаеме. Какво влијание има тука медицината, современата медицина за да го открие сето ова? Па видите, мистериозно е заради тоа што е невидливо. Ова е еден, да кажеме, информативен систем кој што е скриен во секоја една наша клетка и во јадрото на клетките и ја содржи информацијата за тоа како да се направи нашето тело, да кажеме, и како да работи. Манифестацијата на таа генетска информација ние ја гледаме како нашето тело, кое што еве, како што кажувате, по некој пат има очи со една боја, по некој пат очи со друга боја, по некој пат е една крвна група, по некој пат друга, по некој пат има и болест, за жал. Така што мистеријата е во тоа што имаме манифестација на нешто што е релативно невидливо. Сега во светот на науката, се разбира во генетиката, тој свет станува во известна смисла видлив. Ние имаме многу методи денес во молекуларната биологија со кои што можеме да изведеме определени заклучоци за тоа каков е редот на буквите во ДНК или како се организирани хромозомите во јадрото и така натаму. Но сепак останува во голема мерка нејасно како всушност сето тоа работи за да ја произведе оваа комплексност која што ја гледаме. Зошто се уште не е јасно? Видете, мислам дека стане ли јасно никогаш како напредува тука медицината? Видете, како за секое едно друго нешто во овој свет, мислам колку повеќе одиме на поелементарно и на побазично ниво и колку повеќе учиме, добиваме всушност се отвораат многу повеќе прашања. Значи, генетиката во тој смисол не е исклучок, да кажем, од останатиот свет или од другите науки. Например, еве, ако погледнеме и во светот на нуклеарната физика, еве овие нови развои со субатомските честички, ако погледнеме на макро ниво, например, универзумот како таков, знаете, во последниве децении ние од еден мал сега знаеме дека има еден огромен универзум всушност. Така што тоа е природата, да кажем, на
развојот на науката и на мислата. Колку повеќе научуваме, толку повеќе разбираме дека има нешто многу пошироко, покомплексно, да кажеме. Така што сега се разбира дека има две групи или две мислења, да кажем, на секоја тема. Едното мислење во генетиката е дека еве со развојот на технологиите, тоа е оваа револуција низ која што живееме на секвенционирање следна генерација, која што овозможува ние за релативно кратко време и за малку пари да го секвенционираме целиот геном, со други зборови да ги прочитаме сите 6 милиарди букви во геномот, мисла дека нели сме достигнале нешто многу и дека сега се ќе се разјасни и се е јасно. Излегува дека не е така, а јас припаѓам на групата луѓе кои што сметаат дека сме всушност само на почетокот на разбирањето на сите тие нешта. И сме еве оптимистични кон иднината дека ќе имаме и понатаму можности за истражување. Тоа што е важно да се разбере дека генетиката, да речеме, можеби е предводник во медицината со овие технологии, разни технологии, нови технологии. Технологијата не е замена за мислењето и технологијата не може ништо да ни каже, таа е само алатка, но размислувањето е тоа кое што донесува определени заклучоци и ги придвижува работите нанапред. Така, во последно време, поготово со ковид пандемијата, сега многу и лаично, можеби и од незнање, дел од луѓето велат, но мора да кажеме тука и дел од вашите колеги, дека вакцините влијае на измена на гените. Дали може надворешен фактор да влие за мутација или измена на гените? Не мора да се тоа само вакцини, ама ајде да почнеме со пандемијата, зашто некако најозогласени беа вакцините пред се, оние што беа од одредени компании, па рекоа дека можеби се причина за канцери. Добро, значи се разбира дека ние живееме во определена надворешна средина и во таа средина има фактори и физички, и хемиски, и биолошки, со кои што стапуваме во интеракција. Стапуваме во интеракција на видливо, на макроскопско, да речам, ниво. Нели, ако се истуриме топла вода врз кожата, ќе ја изгориме, ќе имаме изгореница. Меѓутоа, тие исто така влијание од средината влијаат и на ниво на геномот. Да кажеме, радиоактивни зрачења, пушење, хемиски фактори, хемиски агенси, она што го внесуваме со храната. Дел од тие работи, всушност, доаѓа до самата ДНК и директно се врзуваат за неа, и тоа се биолошките агенси, да кажеме вирусните инфекции. Тука можеме и вакцините како на некој начин или технолошки модификации или имитатори на природните патогени. Така што несомнено е дека факторите од надворешната средина, и ние тоа го знаеме, имаат улога. Например, ние знаеме во катастрофата во Чернобил, например, еве како нешто релативно ново, дека инциденцијата на разни видови генетски малигни заболувања се зголеми, бидејќи тоа оштетувањето на геномот настанато под влијание на овие фактори од радиоактивни физички фактори од средината. Освен факторите од средината, се разбира дека имаме и стапка на така наречени спонтани генетски промени. Машината која што ја чита ДНК, кога таа се пренесува од, нели, ако клетката се дели од една во две, материјалот генетски мора да се ископира. Например, кога создаваме телесни клетки, кога го создаваме нашето тело, но исто така и кога се создаваат гаметните, половите клетки, исто така генетскиот материјал мора да се ископира. Машината која што го копира генетскиот материјал не е 100% точна, тоест има вградена фалинка во која што во секоја една од определен број на букви прави грешка. И во тоа нешто е запишана всушност еволуцијата, ако ја прифатиме таа теорија на тоа како сме настанале на планетава, дека всушност со тие генетски промени малку по малку всушност се движи развојот на организмите. Сега кога вакцините, дали дали на вистина може толку да влијаат, да потигнат, да бидат тригер фактор за одредено заболување, затоа што на вистина дури има и некои научници и сега и со одредени нови појави дека на вистина може би влијаеле. Дали е тоа вистина и дали е докажано, да разјасниме ве малце за гледачите, да не живеат во тој страв. Видете, мислам дека
Кога зборуваме за биолошкиот фактор, а тоа се во најголема мера вирусите, дел од вирусите имаат способност како дел од својот животен циклус и од инфекцијата која што ја предизвикуваат во телото, всушност да се интегрираат, да се вклопат во човечкиот геном. Значи да влезат на определено место. Некои имаат специфични места каде што влагаат, некои влагаат на случајни места. И ова нешто бил исто така движач на еволуцијата. Ние во нашиот геном всушност имаме околу 8% или нешто од прилика тука, кои што се секвенци многу слични на вирусните секвенци. Така да тие се, да речеме, генетските инженери на природата биле, кои што ја забрзувале еволуцијата. Така што секако дека постојат вируси кои што може да се интегрираат во геномот, и ако на местото на интегрирање, на вметнување оштетат некој важен ген, например и ген кој што е сврзан во канцерогенезата, можно е да дојде до развој на канцер. Вакцините се разбира дека се произведува така што да се безбедни до такви некои нешта да не доаѓа. Ние не знаеме, за пример, да речеме каде што имало определена проблематика во минатото од овој вид. Овој вид на вакцини воопшто не се интегрираат во геномот, не би требало. Сега вие знаете, тој свет е мистериозен. Ние не можеме да знаеме дека со сигурност на 1 на милиарда или на 1 на 100 милиони можеби не се случува нешто различно на она што го знаеме како воглавно, е дека тие не се вклучуваат во геномот, МРНК вакцините секако, така што мислам дека јас барем не знам дека има некои значителни податоци кои што укажуваат на нешто многу значајно што се случува во пост-ковид периодот во смисол на некакви компликации или несакани ефекти од вакцини. Некако зголемувањето на канцерите, автоимуните заболувања, исто така некако по дефиниција, еве разговараме со некој, знаеш, сега имам ја проблем со одредена состојба автоимуна, ама сигурно ми е тоа од вакцината. Дури и луѓето некако, дали е тоа виновно социјалните медиуми читаат, нема, можеби медиумите треба да имаме повеќе разговори со стручни луѓе, со професори како вас. Видете, ние бараме објаснувања, секој пат ни сакаме нешто да знаеме зошто и ние тешко да прифатиме по некој пат дека нештото нема одговор всушност. Например, сите овие работи што ги кажувате, канцер, автоимуни болести и така натаму, тоа не е нешто кое што има јасна етиологија. Значи, ние за мал дел од канцерите, за мал дел од автоимуните болести можеме да кажеме се должи на тоа точно, на тоа еден фактор. Тие се повеќе факторски, сигурно дека постои определена ранливост генетска и фактори од средината и сето тоа која ќе се измеша во соодветен сооднос кај некои луѓе води до појава на вакви болести. Јас не сум запознаен со тоа дека има зголемена инциденција на канцер и на автоимуни болести во последниве 2 или 3 години. Такви епидемиолошки студии, еве јас не сум видел, но да речеме исто треба да имаме во предвид дека некои од проблемите кои што несомнено се сврзани со пандемијата на COVID, ние не можеме да кажеме дека се должат на самата, да речем, технологија на вакцините и на вакцинацијата, туку на самиот патоген. Ме разбирате, и луѓе кои што ја добија природната инфекција, да речеме што пред вакцините или што не биле имунизирани, и тие имаат пост-ковид компликации на доцен ковид и така натаму. Ме разбирате, значи тоа е во природата на вирусот. А дали инфекцијата била природна или телото го видело вирусот по пат на имунизација, мислам дека не прави толку голема разлика, ако ме разбирате што сакам да кажам. И мислам дека кога инфекцијата е била неконтролирана, да кажеме кога човек дошол во контакт со природниот вирус, дека тогаш секако дека можностите за компликации се многу поголеми и смртните исходи не беа малку, ме разбирате, беа значително. Сакате да кажете со тоа што се прави контрола на вакцината, значи контролирано се произведува дека не би имало толку компликации како природното заболување, не само од ковид, да речеме и од морбили и од други заразни болести кои што се заштитуваат со имунизација. Сега така
треба да веруваме во овој свет, во овој систем, во ова општество, постојат механизми кои што сето тоа го контролираат. Мислам, не може секој еден да земе да произведе вакцина и да ја пушти на пазарот и да вакцинира. Значи, за тоа постојат определени процеси, определени стандарди и така натаму. И така што јас лично сакам да верувам дека тие нешта функционираат. Видете, ова се е во сфера на нејасно, на малку како да кажеме, вести со сумнително потекло, да не ги кажам лажни вести и така натаму. И не знаеме, но тоа што го знаеме е дека кога не ги вакцинираме луѓето, дека доаѓа до пораст на инфективните болести и ние тоа сме го гледали и во нашата земја, спомнавте морбили конкретно, мислам имало неколку разгорувања на епидемијата со морбили и смртни, за жал, несакани исходи. Разберете, дека тоа се големи болести за кои што се... Исто и со ХПВ вакцината. Веќе во Австралија, во Словенија и во други земји со време започната редовна ХПВ имунизација. Мислам дека последно читав за Австралија дека за неколку години ќе има нула канцер или да кажеме рак на грлото на матката. Да. Видите, тоа е многу добар пример со канцерот на грлото на матка. Значи, тоа е, сега научивме инфективна болест, која што се должи на хронична вирусна инфекција. 100% од луѓето доаѓаме во контакт со тие вируси, но кај определен процент телото не се изборува добро со инфекцијата и особено ако тоа бил повисоко ризичен сој на тој вирус, прави хронична инфекција која што во известно време понатаму допринесува за малигна трансформација на клетките и појава на канцер на грло на матка. Тоа што сме го имале стандардно како, да кажеме, профилакса или здравствена интервенција на општествено ниво бил скринингот со Папа Николао. Така, значи се зема бриз од грлото на матката и се гледаат клетките дали има знаци за некаков малигнитет и така натаму. Во нашата земја, за жал, мислам дека и тоа беше на многу ниско ниво опфатноста со тие скрининг тестови, да кажеме, заради што имаме значителна бројка на нови случаи и за жал и несакани исходи, смртни случаи од канцер на грло на матка. Вакцината представува голема револуција, бидејќи уште студиите рано, кога ги одобруваа вакцините, покажуваа дека, сега знаете, за тоа треба многу долго следење од почетокот, да кажеме, од 14 или 12 годишна возраст до 3-40 години, кога канцерот се развива. Меѓутоа, меките маркери во тие студии, појавата на преканцерозни лезии укажуваа на нешто многу значајно, односно дека речиси немаше преод од нормално ткиво кон некаква предканцерозна лезија во грлото на матката кај оние вакцинираните за разлика од невакцинираните. Така што овие вакцини беа одобрени, се употребуваат низ светот и вистина ја знаете дека долго време сум живеел во Австралија, таму така, и овој откривачот на вакцината исто така. Така што мислам дека тие да кажем податоци ги знам и мислам дека тоа беа предвидувањата дека во наредниот период до 30 година или нешто така, помеѓу скринингот со ХПВ, значи денеска не се прави само Папа Николао да се гледаат клетките, туку се зема бриз и вирусот се определува така, дали го има. Значи помеѓу тоа и вакцината и свесноста за овие сексуално преносливи болести, превенција и така натаму, се смета дека нема да има ново диагностициран случај, што би била голема победа всушност на медицината, една од тие. Меѓутоа, ние тоа сме го гледали и за други инфективни болести во минатото, од кои што се со висока стапка на смртност, вакцините ја смениле ситуацијата на планетава. Ние долго време не сме ги гледале, не ги гледаме тие болести, бидејќи сега популацијата има имунитет, меѓутоа, инаку тоа се значителни болести. Така. Многу често се говори најозогласено за аутизмот, кој не се води како болест, или се води како состојба. Што е аутизмот? Дали можеме да го поврземе дефинитивно со генетиката, дали се надворешни фактори, загадувањето, лошо породување, за жал повторно тука ги вметнуваат и вакцините, она МРП вакцина. Добро, значи аутизмот е едно од нервно развојните заболувања кое што представува голема енигма
во поглед на причините, нели? Сите овие работи кои што ги набројавте, веројатно играат улога помалку. Тоа што го знаеме сигурно е дека честотата на оваа болест некако се зголемува. Вие можеби знаете, пред неколку недели имаше нов извештај од Центарот за контрола на болести, заразни и хронични во Соединетите држави, кој што сега покажува една поразителна статистика. Овој државен секретар во администрацијата на Трамп, Боби Кенеди, го употреби зборот алармантна статистика и морам да се сложам дека новите бројки покажуваат дека честотата во популација на 8 годишни деца е околу 1 на 31. Тоа е околу 3%. Колку сега ние да зборуваме дека е тоа дел од поширок спектар во однос на тоа како било во минатото и така натаму, сепак таа бројка е значителна, 1 на 31. Ова е машка болест, односно почесто се диагностицира кај момчиња и е во сооднос некаде можеби 3 до 4 на 1. На 3 до 4 машки се диагностицира едно девојче, што значи дека инциденцијата според овие нови бројки, тоест преваленцата во новиве бројки би било околу 1 од 20 машки и околу 1 од 70 девојчиња. Значи тоа се значителни бројки. Ако ја погледнеме, например, епидемиологијата пред 10 години, во популација 8 годишници, значи истата популација, инциденцијата беше околу 1 на 150. Значи како да има, речиси, петократно зголемување на честотата во последниве 10 години. Тоа не може да се должи на генетика. Гените не предизвикуваат епидемиско зголемување, да кажам, на бројот. Има студии, да речеме, во Соединетите држави од 70-тите, од 80-тите години, кога, например, броевите биле нешто како 1 до 3 на 10.000. Така. Колку и да бил спектарот потесен, колку и да пропуштале, тие не можеле да пропуштат 99% од ова денеска што го гледаме како една маркантна состојба, ме разбирате, значи тоа не може да не се забележи, да кажем, а камоли лекари, психијатри и така натаму што биле вклучени во тие студии да испуштат најголемиот дел од случаите. Така да има нешто што не е спорно, мислам дека инциденцијата, дека честотата се зголемува и тоа не би можело да се објасни на еден линеарен начин со некаков генетски фактор. Сигурно дека постои генетска предиспозиција, генетска ранливост. Ние знаеме дека ако во едно семејство има едно детенце со аутизам, дека веројатноста да се повтори тоа нешто е повисока од колку во општата популација. Што значи дека има определена улога наследноста. Формални студии од генетската епидемиологија покажуваат нешто многу интересно, а тоа е дека всушност ова е една од болестите каде што генетиката би требала да игра поголема улога. Например, дека може би доприносот е околу 60, 70, 80%. Меѓутоа, кога се обидуваме да најдеме што е тоа, ние не можеме да го најдеме тоа во вид на генетски промени и нешто што би можеле да го тестираме. Значи, тоа е енигматското во генетиката на аутизмот, што од една страна имаме студии епидемиолошки проценки дека наследниот фактор би требал да игра голема улога, ама од друга страна ние тоа не можеме да го видиме, не знаеме што е. Или епидемиолошките студии ја преувеличуваат бројката, или ние не знаеме како всушност да најдеме работи на некој друг начин генетиката. Меѓутоа, ова нешто дека честотата се зголемува со број, со стапка повисока од тоа што би можело да речеме да се објасни со гени, не доведува до размисла дека има некакви фактори во надворешната средина кои што допринесуваат, дека може би има некаков фактор од надворешната средина кој што допринесува. Кој е тој фактор не е јасно. Дали тоа уште во утробата на мајката? Дали може би има врска и со хормоналниот статус на мајката во бременоста, затоа што сега па се повеќе знаеме дека
жените имаат проблеми со тироидниот статус, да речеме. Видите, мислам дека ништо... Или тоа е откако ќе се роди детето? Да, видите, тоа е дел од прашањето за $1.000.000. Ние имаме впечаток дека нашите животи и нашата генетика и како сме почнува во утробата на мајката, интраутерино. Јас би отишол еден чекор порано, всушност да кажам дека сето тоа почнува уште во организмот на родителите, бидејќи знаете, половите клетки се создаваат во телата на родителите. Сперматозоидите ги создава мажот, јајцеклетките жената. Квалитетот на сперматозоидите и на јајцеклетките зависи од здравствената состојба и ситуацијата на Мислите дека родителите. тука почнува она стартот на оваа состојба? Видете, ние знаеме дека некои генетски болести, например да речеме Дауновиот синдром, знаете кој е еден Да. од најпознатите ризик фактори за Даунов синдром е возраста на мајката. Значи не затоа што нешто се случува во утробата додека жената го носи бебето, туку заради тоа што кога се создаваат јајцеклетките кај постара жена, грешките во машината која што ги раздвојува хромозомите се почести. Така што мислам дека да, тоа е почетокот на нашата генетика е во гаметните клетки, во половите клетки кои што ги создаваат родителите. Кога тие ќе се сретнат, нели продолжуваат да се развиваат во утробата на мајката 9 месеци и тоа е втората фаза во која што секако дека се случуваат фантастични случаи. Знаете, тоа е од една клетка која што е создадена помеѓу сперматозоидот и јајцеклетката, ја викаме зигот, оплодена јајцеклетка, од таа една клетка по 9 месеци треба да израсне или во текот на тие 9 месеци нешто што веќе е човек со сите, да речем, карактеристики анатомски и така натаму. Тоа е феноменален всушност процес, тука се случуваат многу работи и секако дека едно од најкритичните нешта, всушност особено во врска со нервно-развојните болести, е развојот на централниот нервен систем. Знаете, тоа е едно нешто многу динамично во текот на интраутериниот развој, кога се создаваат секоја секунда милиарди синапси помеѓу невроните. И сигурно дека фактори во текот на бременоста играат некаква улога. Како точно, нели, за жал ние не го тоа сосема разбираме. После раѓањето, мислам дека во добра мерка, продолжува да се развива мозокот, но мислам дека тогаш, да, факторите би биле веројатно нешто помали што допринесуваат. Може би тие се фактори од надворешната средина кои што ја откриваат таа ранливост и еве сега со овие нови видувања, еве реков и заложби од Центарот за контрола на заразни и хронични болести, ќе се знае дека причина. ќе идентификуваат фактор од средината, дали е тоа некаков токсин, некаква мувла, нешто во храната. Видете, не е тоа само таква некоја хемикалија, вакцина некако не спомна во на долга пресконференција која што беше. Меѓутоа, знаете, и други работи може да биде таков токсин од надворешната средина, да кажеме, еве се спомнува ултразвукот. Знаете, ултразвукот е една интервенција која што ние сметаме дека е беззазлена, дека таа не игра никаква улога. Меѓутоа, ако сакаме да ги гледаме работите што се случило од 80-тите години кога е идентификуван почетокот на порастот на инциденцијата на аутизам, да кажеме, е полибералната употреба на еве, меѓу другото и такво нешто. Така да, еве, ќе сочекаме до есен да видиме што ќе покажат епидемиолошките студии, но да се вратиме назад на почетокот на прашањето што е причината, ние во овој момент немаме одговор. Но ги исклучувате вакцините, потребни се кај децата. Знаеме дека МРП-то содржи 3 вакцини, каде што навистина се опасни болести доколку се прошири епидемија. Сигурно тоа го знаеме за сигурно. Сигурно знаеме дека ако некој не е вакциниран, сега ние се подпираме на имунитетот на стадото. Ако се повеќето луѓе вакцинирани, ако некој не е вакциниран оправдано, е заштитен заради тоа што се сите други вакцинирани. Меѓутоа, ако се случува како што се случуваше, например, опфатноста со ММР да се намали во проценти кои што почнуваат со 60,
Тоа е алармантно и сигурно дека ќе има смртни случаи како што имаш и вие се сеќавате дека имаше во тоа време една мерка на властите кои што рекоа дека ако не е вакцинирано детето не може да се запише во градинка да оди или во основно училиште. И тогаш во тој еден период меѓу јануари и јуни мислам дека беа вакцинирани голем број. 5000. Па јас мислам дека бројките се повисоки од тоа. Јас не знам, јас бројката што ја знаме можеби и 20.000. Во ред некои од нив биле повозрасни, да кажеме, по на 3 годишна возраст, да, на 4. после тој прозорот, да кажеме, на ранливост, ама добар дел биле вакцинирани и во помала возраст, по 3 години, по 2 години, по 1 година. Јас сум ги прашувал колегите што водат евиденција за несакани ефекти и така натаму. Аутизам немало пораст. Па видете, не и воопшто за било какви други некакви значајни несакани ефекти, освен тоа, или нешто тука во местото, чешало или заболело или некаква температура и така натаму. Тоа, да, и еве имаме ние еден, да речем, природен експеримент во известна смисла во нашата земја. Сега ние за жал не сме многу добри со епидемиологија и наука и така натаму. Јас сум се обидувал да ги инспирирам колегите да ги тие систематизираат податоци и да ги објават, бидејќи мислам дека е нешто што може во добра мерка да не информира, што прави добра стратегија за едни здравствени мерки, верувам. Така, а од друга страна пак знаеме дека кога опадна опфатноста со вакцините, дека се појавија болестите и имаше и смртни случаи. Така што видите, сега има нешто друго. Треба ли децата со аутизам да продолжат да се вакцинираат? Ние имавме еден подкаст каде што навистина предизвика бура од реакции. Колку треба тука да се продолжи, колку таа состојба, сега вие сте генетичар, ама што кажува еве науката во тој дел? Видете, сега прво сакам на нешто друго да се вратам, а тоа е вулнерабилноста индивидуална кон, да речем, определени нервно-развојни проблеми, ама кои што се демаскираат со некако фактор од надворешната средина, да кажеме, има една состојба порано што се нарекуваше вакцинална енкефалопатија, некаква голема невролошка болест која што се развива по имунизација. Значи се добива вакцина, се добива температура, се добиваат грчеви и одеднаш почнува регресија и научените вештини се губат и така натаму се развива определена сложена проблематика. Има, да речеме, показатели, студија, да кажеме, која што анализира определен број од овие деца и покажува дека значителен процент всушност имаат моногенска болест, која што е поврзана со таков нервно-развоен проблем, која што се манифестира вообичаено првпат со првата температура. Значи не ја предизвикува температурата, туку температурата е тригерот кој што покажува дека има определена нестабилност. Така што значи тука вакцината помага да се открие таа состојба кај детето? Не помага, туку коинцидира со возраста во која што болеста природно се појавува и тогаш значи, да може лесно да се доведе погрешен заклучок дека вакцината е причината. И да не се вакцинира од друг тип на ја добиело болеста. Со првата температура ќе се манифестирала, дали била таа некоја природна инфекција, некој бронхит и така натаму. Така што ете тоа се тие работи кои што се комплексни, зошто по некој пат може и да делува дека вистина вакцината е причина за ова, затоа што по некој пат има некоја таква работа, но не е вакцината. Сакам да кажам дека за оваа конкретна ситуација која што ја раскажувам, оваа конкретна болест, таа секако ќе се јави. Дали ќе стане јасна со вакцината или со некаква друга температура заради спонтана инфекција, е друго прашање. Видете, јас не знам дека има препораки кои што кажуваат за некакви ограничувања во вакцинирањето. Мислам дека тоа се не само за аутизам, воопшто за други невролошки, детски болести и така натаму. Еве сега бевме неодамна во Загреб, во Сплит, на хрватска летна школа за педиатрија. Меѓу другото беше еден од деновите посветен на имунологија и ревматологија. Колегите зборуваат дури за околности вакцинирање кај деца со ревматолошки, значи со имунолошки посредувани болести, дека да, може да се
направат определени модификации во вакциналниот календар, но само воколку вакцинирањето интерферира со терапијата. Бидејќи по некој пат, за да се даде вакцина, треба да се запре имуносупресивната терапија, за да се даде можност вакцината да работи. Така да, ако се направи проценка дека прекинот на терапијата за основната болест прави повеќе штета отколку ризикот ако детето ја одложи или не ја прими вакцината, тогаш да. Но сакам да ви кажам дека дури и кај имунолошки посредувани болести, мислам нема некои стандарди или препораки дека нештото треба да се избегнува. Има определени болести, определени околности, но тоа се воглавно исклучоци. Така да. Мислам дека секој треба да го следи вакциналниот календар, кој што мислам го препишува и нашата држава и така на. Професоре, вашето име отскокна во светски рамки. Вие спасивте жена од Австралија која што имаше неколку смртни случаи кај низините новородени деца и дури се посомневаа дека жената ги задушува децата и ги убива. Дури мислам дека имаше и неколку години затворска казна помината во затвор. Вие докажавте дека тука генетиката има големо влијание, дека жената не е направила никакво чедоморство. Дали контактирате сега со таа жена, до каде оди овој начин на истражување, колку луѓе треба да се спасат, да речеме, од ваква состојба, но и да знаат какви гени имаат во нивната фамилија? Така е, Мими, и ние, мислам, имавме еден прилог на вестите тогаш на Канал 5. Видете, тоа што е ново е дека во тој момент таа доби помилување како најбрза мерка за да излезе од затворот, а понатаму имаше процес во кој што всушност пресудите против неа се укинати. Така што сега таа е слободна жена без криминално досие, да кажам. Јас не сум во контакт, бидејќи низ целиот тој процес, тоа се веќе 5 години, да, јас сакам да имам неутрален, да речем, независен приод кон нештата. Јас се сретнав, името е Катлин Фолбик, се сретнав со неа неколку пати во затворот во Сиднеј, додека разговаравме околу нејзината лична историја, семејната историја и така натаму. И кога ги земавме примероците, и потоа, мислам, контактите се многу ограничени. Сега ќе имаме можност, всушност следната недела, да се сретнеме во Англија, каде што Институтот Франсис Крик, во кој што имам некаква академска позиција, организира еднодневен симпозиум на оваа тема околу примена на геномиката, на новите генетски технологии во, да речеме, судската криминална пракса и што сме научиле од овој случај, што би можеле да препорачаме за нанапред, да кажам, да го подобриме светот, нели, да го направиме поправичен. И мислам дека дел од предавачите во симпозиумот и тркалезна маса е и Катлин Фолбик, така што мислам ќе има можност да се сретнам и еве да поразговараме за се ова што се случило. Така. Професоре, јас ви благодарам за гостувањето. Еве и во иднина ќе ги следиме сите нови истражувања во генетиката и ќе ни биде мило да ни бидете повторно гостин во нашиот подкаст. Еве јас благодарам за поканата и сум секој пат расположен да разговараме на овие интересни теми. Вас, драги гледачи, ви благодарам за вниманието и пријатна вечер.